Властите темпираа кога да испратат писмо до Вселенската патриаршија, смета аналитичарот Владимир Божиновски, во врска со дописот од страна на шефот на државата Пендаровски до Вартоломеј. Божиновски вели, одбран е токму овој момент за да се одлучи вниманието на јавноста од меморандумот на Бугарија, која бара менување на историјата, но и од изјавите на првиот вице-премиер Груби за државни субвенции на приватните фирми, кои ќе вработуваат луѓе од малцинствата во Македонија. Целата таа преписка е обид да се направи дефокус од прашање од типот на меморандумот што го испрати Софија, од барањата на главниот коалиционен партнер, па и на помалиот коалиционен партнер Деса за некаква, етничка регулација во приватниот сектор, што е нормално незамисливо и едноставно ако таква работа некоја се примени ќе уништи онака кревката економија во Македонија. Значи тоа се прашања кои што се битни, ова се прави обид да се направи дефокус. Зошто во писмото на Пендаровски никаде не се споменува името на државата, ниту пак на луѓето кои живеат во неа? Божиновски вели дека власта сама на себе си прави автоцензура. Доколку веќе сметаш дека си направил некаков успех со тоа што си го променил името, тогаш барем употребувај го тоа официјално име, кое што барем го содржи зборот Македонија. Вака сега се доведуваме, односно се доведуваат во ситуација на автоцензура. Каде исчезна бетонираниот идентитет што не го гарантираше власта? Зошто никаде не ја споменуваат Македонија? Последен пример е токму писмото на Пендаровски, кое предизвика бура реакции, не заради содржината, туку заради одбегнувањето на користењето на името на државата. На која црква, кој народ и на која држава и се обреге Пендаровски, односно чив председател е? Ако странец го чита неговото писмо, нема да знае кој функционер го пишувал, да не е насловот на самиот документ. Предходно, во 2018 година и премиерот Заев испрати замолница до Вселенскиот патриарх Вартоломеј за решавање на, како што беше наведено, решавањето на црковното прашање на нашата земја. И од писмото на Заев, како пред 2 дена Пендаровски, не можеше да се разбере во име на која држава се обраќа до Вселенската патриаршија, а беше изоставено и името на Македонската православна црква Охридска архиепископија.